Гледај, ваму се ги гледаш? Ги гледаш од онде? Да. Вам, се овде ќе имаме на отворено, илавам. На отворено од овде да му име фрлиме со јадицава. Абе, па те стрезо ќе не фане полиција. Доста ме немој да кобиш каква полиција се и се тука. Ладно е, каме. Застани тука, не мардај многу. Дали запамтиш што треба направиме? Да. И па кажи, чекам. Фрламе сега мамец и фаќаме риба. И ќе го извадиме вака рибчо. Стој. И го фрламе после на патките. Абе, стој, моли, прво не можеш да фрлиш мамец туку така, ќе го земе мамецов. Добро. Ќе го клајме мамецов на јадиче. Добро. Мамецов ни треби за да фатиме рибче. Да, бе, го вадиме рибче. Не го вадиме рибчето, Стефче. Рибчето си го оставаме внатре, да си пливат исто ко живо. Кој ќе нурнит паткава и го земе рибчето, тогаш так ја фаќаме паткава со сирипчево, влечиме. Што е битно? Битно е паткава да остане жива и неповредена. Добро, Ето готово. така. Ајде. А зашо ни требаат патки? За перници, зашо ни треба. Ти реко, ништо не ме слушаш, Абе те слушам ти. Ке правиме фарма за патки. Фарма за патки. Патки ни гради Паткино месо, француски деликатес, не си свесен, знаеш колку пари. Дали фарма ми збориш? Долу пари се прави. Добро, бате се, па што мора да фаќаме риба, дај ќе се пикнеме, плитко е тука, довде ќе влезам, ќе ја фатам, ќе ги фатам сите така, шо? Кој месец е, Стефче? Декември. Ајде да ти кажам, ајде, влегви, ајде. Не бе, па добро, пример давам сега. Може ајде ти да сега, влезеш, слушам. јас само примерот се стави Слушај, да сам. не ти влезаме сега тебе со клоци, слушаме сега, ајде. А добро, бе, ќе ги фатиме и кај ќе ги чувам? Горе. Каде бе горе? Горе на Дома? зграда, не дома, море, горе на зграда на Коров, ко комшија на 14 спрат, знаеш имат направено што чуваат пчели, Пчели, Така ние ќе направиме Ќе на му ги нашава тргнеме зграда, пчелите, горе. шо? Нема море на нашава зграда, не на водегована. На нашава зграда ќе си направиме фарма за патки. Милина. Ајде. Бате стрезо, кога ќе им ставиме и вештачка, треба базенче, ќе им направиме тоа шак, патките, знаеш, ама ќе биде убаво горе. Супер ќе им биде, супер. Море не ќе ги пуштаме паткиве на бања. Фарма ќе правиме. Точка 3 ќе клајме, не знам ќе клајме. Па добро, што има врска, па треба да им биде, види го. Шо? Па треба, подно грење треба да им ставиме, таму да им биде топло, да шишти тоа. Да, и паркет ќе клајме све, и џакузи ќе клајме, и патчиња ќе им клајме, пластични напаткиве, дори се џакузи. А ти мислиш дека се зафркавам? Па те стрезо, ти си имаш нешто за програмата на ЕУ, ИПАРТ фондови? Кој драпат? Не драпат бе, ИПАРТ. ИПА. Шо то? ИПАРТ фондови бе те стрезо. Сигурно имам слушнато. Па што поддржуваат земјоделие и сточарство. Добро. Ти треба, пари ти требаат, так ти даваат пари и стварно им ставаат подно грење на кокошките за да им биде топло и за да снесат повише јајца. Как може ова да не знаеш, на телевизија го има? Што збориш? Господе, Боже. На пример нешто што можеме да им племе на паткиве за да им пораснат поголеми гради да имаат. Поголеми Месо гради, не знам, вајда смоки и јогурт треба да ги раниме. Од каде знам ќе ти кажат тие таму што ги дадат Јас парите? мислам дека Ана знае сигурно некој од овие што се занимаваат со драпат и не се ќе И прашаат. парт бе, Ајде, со нема тоа. врска. Како и да е името што не го знаеш, ние сме дефинитивно за тоа, бате стрезо. Тргај, Ана 100% може да ни помогне. Абе, ќе ме опериш Ајде, човек, Тргвам, ајде. ајде, бега полјака, ќе ме опериш, искашиш јадицата, 200 евра имам платено, море, карбонска е. Која карбонска јадица, бе? Знаеш колку риби имам ваѓано, Абе, море, бега од таму. Охрид. Абе, полека, не туку павта е крап, колку тебе имам и стана. Ќе го фрлам, варда ќе ја фрлам. Олка во глата само беше. Среќа се пресовлеков. Дај, Ана, објасни му на бате стрезо што е ИПАРТ. Не можам да не знаеш што е? Напад. ИПАРТ е фонд на Европската унија кој што се однесува на развој, поддршка и модернизација на земјоделството. Да, и кажи му кој може да го користи. Сите да? Сите кои што сакаат да се занимаваат со оваа дејност. Аха. Од неодамна, значи прво имаше ИПАРТ, па ИПАРТ 2, сега има ИПАРТ 3 програма. Добро, тоа е тежок, сериозен сектор. Сериозно треба да се вложиш во тоа и едноставно потоа бенефитите се големи. Реално во ЕУ веќе е модерно да бидеш фармер, бе, бате стрезо. А по објавувањето за ИПАРТ 3 програмата, Македонија ти е прва во Европа со започнување на таа програма. Секоја сериозна држава го има ИПАРТ, а веќе и во Македонија имаме сериозно добри приказни кои што ги користат фондовите на ИПАРТ. Озбилно ве кажувам. Слушаш ли? Ти патки ќе ми кажеш. Модерно земјоделство по европски стандарди.
Тоа е сликата што ја има Европа за македонскиот агросектор. Заслужено и очекувано. Ние сме првата земја која започна со имплементирањето на ИПАРТ 3 програмата, со што остануваме лидери во имплементација и искористеност на средствата од пристапните фондови за земјоделство и рурален развој. Она што е новина во ИПАРТ 3 е предфинансирањето или попознато кај народот како авансната исплата, која што овозможува веднаш по склучен договор во рок не подолг од 60 дена апликантот да поднесе барање и да добие авансна исплата до 50% од сумата која што го следува како поврат од агенцијата, за што ќе треба да приложи соодветна банкарска гаранција со која што ќе гарантира дека тие средства наменски ќе бидат користени и тие нови механизми чинам дека се имплементираат сега по прв пат, ќе видиме какво ќе биде искуството, меѓутоа гледам дека доаѓање на општо задоволство кај потенцијалните корисници, бидејќи значително ќе им помогне во почетокот на нивната инвестиција. Многу е нормално најголем дел од апликациите да стигаат од Пелагонискиот регион, Преспанскиот регион, Тиквешијата и така натаму, меѓутоа не се занемарени останатите региони и мислам дека обновувањето и модернизацијата на земјоделство во делот на производството на храна, меѓутоа и на преработката, земајќи го предвид фактот дека бележиме огромни успеси во делот на извоз и во винскиот сектор, каде што мислам дека излезе податок дека сме 13-та држава во светот по извоз на вино и во делот на конзервната индустрија, која што бележи страшен раст во делот на извозот. Сето тоа би било многу потешко остварливо без поддршката од ИПАРТ во делот на модернизација, автоматизација на машините и така натаму. ИПАРТ 3 ги проширува можностите за инвестирање и продолжение на успешната ИПАРТ приказна во земјава. Крајната цел е економска поддршка и зајакнување, како на правните, така и на физичките лица. Кај физичките лица може да се претпостави дека најголем интерес се јава во делот на набавка на земјоделска механизација, набавка на трактори, приклучна земјоделска механизација, системи за наводнување, опрема за пчеларство. Пчеларството станува доста интересно на овие простори, така да во делот на физичките лица тие се инвестициите кои што така се одвојуваат од останатите. Во делот на правните лица секако голем интересот кај преработувачката индустрија, во мерката за инвестиции во преработка, каде што даваме инвестиции и во дел на градба на нови капацитети, нова опрема, како и поставување на фотоволтаици како алтернативен извор на енергија, што доста помогна во ситуација кога имавме кризни состојби во делот на енергетиката, бидејќи чинам дека сме единствена институција која што поддржува поставување на алтернативни извори на енергија, односно обновливи извори на енергија со 60-70% од самата инвестиција и секако во мерката 7 најголем интерес има во делот на непрехранбеното производство и во делот на руралниот туризам. Во последно време доста актуелно останува тоа во делот на изградба на нови сместувачки и угостителски капацитети во рурални средини. Нашата држава се квалификува како рурална средина, како рурална држава, што дава многу поголема можност, односно голем број на населени места. Не знам, може да се инвестира во Крушево, во Берово, на Пониква и така натаму, каде што може да се градат вакви капацитети, така да зависно од мерката, интересот е најголем во овие неколку сегменти, значи земјоделска механизација кај физичките лица, во делот на преработувачката индустрија најмногу во последно време предничи конзервната индустрија, потоа по неа доаѓа винската индустрија и во мерка 7 најмногу непрехранбеното производство и руралниот туризам. Со намалување на јазот меѓу урбаното и руралното, македонското земјоделство се повеќе се доближува до европските стандарди. И уствари она за што се залага агенцијата, за што е формирана агенцијата, само да потсетам, агенцијата е формирана многу брзо по добивање нашиот кандидатски статус како агенција која што ќе треба во иднина да ги имплементира сите европски средства во делот на земјоделството, руралниот развој и рибарството и аквакултурата, секако со крајна цел наш влез во Европската унија, каде што овој буџет кој што го имаме моментално во ИПАРТ, таа е 97 милиони евра, само да потсетам, во ИПАРТ 2 беше 60 милиони евра и тоа е уште еден доказ дека сте завршиле добра работа, никој не ви дава дополнителни средства ако немате претходни резултати, значи имаме едно големо зголемување на буџетот, рачунете дека со влез во Европската унија тој буџет ќе биде пута 5, пута 6, дури директните плаќања, односно субвенциите кои што моментално се финансираат преку националниот буџет би одел преку тоа
преку тој европски буџет, односно со спроведување на заедничката аграрна политика со Европската унија и се тоа на кое што го правиме, инвестициите кои што ги поддржуваме кај земјоделците кои што главно се наоѓаат во руралните средини, кај малите бизниси кои што оперираат во руралните средини, а и во иднина во делот на рурална инфраструктура каде што корисници ќе бидат пак руралните средини. Корисник може ќе биде Виница, Берово, не може да биде центар или аеродром. Со тоа баш руралното би станало модерно, а модерно може да стане само ако имаме еден еквивалент помеѓу условите за живот во урбаните средини и условите за живот во руралните општини. Конкурентно земјоделство во Европа. И тоа веќе не е сон, туку веќе ни е реалност. Сега, слушајте ме, јас да ви кажам нешто за ИПАРТ програмиве. Мојме да аплицираме за изработка на фарми, оранжери, преработка, собирање, ладење, сушење, инсталирање, капка по капка систем и све. Значи, опции имаш колку сакаш. Што зборуваш, бе, бате Стрезо? Да, бе, да. Стварно? Како ами? Што ти зборувам цел ден, бе, бате Стрезо? Со што сакаш може да се занимаваме? Значи, со месо, со зеленчук, со овоше, со млеко, со што сакаш? Све си пишите, ево. Дечки, па незалудно Европска унија двои 40% од својот буџет токму во насока на помладување на овој сектор, затоа што таму го гледат потенцијалот за светлата иднина. Така што се надам дека и кај нас ќе се случи тоа наскоро, особено ако се има на ум дека до 35 години си млад. Значи меѓу нас имаме некој што може да игра на оваа карта. Ишче, ја реков ти аплицирам буб, ај Стефче ќе го направиме тогаш еден млад фармер и готово. Добро, бе, ти ќе бидеш прв асистент помошник фармер, на младиот фармер. Само фармерки треба да си купиш, пошто вака не можеш. Ај верно сум сега на една супер приказна, токму во насока на ова што го правевме како муабет. Баши? Оди ме. И фармерки да земам, да застане само. Мене шеф да ми Во струшкото село Дрслаица, на 700 метри надморска височина, во еколошка средина под нашето сонце, се одгледуваат најубавите лешници во Македонија. Овие огромни насади се почнати по првите две фиданки на дедо Спасе пред 150 години. За да може денес неговиот правнук Бошко да ги направи органските намази од лешник и да може да ја продолжи приказната за лешниците во производ кој ќе стане семеен бизнис. Заум органски намази од лешник е теглишка која ќе ја најдете на домашниот и европскиот пазар. Секоја работа на која се почнуваме ние со мало, ние немаме капитал да започнеме со многу, така што уште од самите почетоци ние сме започнале со мал објект за преработка, со една машина, младо семејство, тогаш имавме едно детенце, син, сега имаме 3 деца, кои што исто така веќе полека и помагаат во семејниот бизнис, па полека започнавме со развој и барање на дополнителни средства како да го развиеме бизнисот. На тој начин ние веќе почнавме да размислиме дали да одиме преку банкарски кредити, кои можности се нудат. Размисливме исто така за разни донатори, фондации кои што постојат, програми европски, и на тој начин полека започнавме со изградба на нашата приказна. За почеток изградивме прв објект самостојно со сопствени средства и ја купивме првата малечка машина за преработка на кршење на лешник. Потоа започнавме понатаму со првата соработка, со продажба на лешникот, и видовме дека ни се потребни многу повеќе машини, многу повеќе инвестиција, и започнавме да бараме други можности. Така започна нашата соработка со Австриската развојна фондација, со нашите партнери од Австрија, кај што започнавме да продаваме наши производи. Па тие ни помогнаа во изработка на дел од објектите што се тука. Па започна соработка со име програмата, со швајцарската амбасада, кои што не подкрепија во други машини и ни помогнаа со контакти за продажба во Швајцарија. Па потоа швајцарските партнери Халба и Коп ни помогнаа со уште неколку машини за да го стигнеме нивото и бараното ниво на квалитет и сертификација за да можеме да извезуваме во странство. Така да секој нареден чекор само отворање на ново скалило кај што видикот ви се проширува на нови 3 степеници кои треба да ги помините. Така да мислам дека ова е приказна на секој претприемач, бидејќи мислам дека нема крај. Цело време е потребно да бидете во
во чекор со времето, да се развивате и еве ова денес гледате сме во доста посериозна инвестиција, растурени се тука инвестираме, изградиме и нов објект, нови машини треба да ги поставиме, значи тоа е поддршка од проектот на ГИС на Европската унија, преку кој проект ние веќе влегуваме во нов чекор, стануваме од бутик компанија во една мала средна компанија, барем за ниво на Република Македонија, и ќе бидеме во можност да извеземе поголема количина на производи во странство после завршувањето на овој проект. Со поддршката од европските фондови, компанијата на Бошко постојано се развива и напредува, затоа што пред себе има една цел – квалитетен производ и грижа за животната средина, односно се по книга и пропис, модерно земјоделство по европски стандарди. Во рамките на нашиот проект со ГИС, со Халба и КОП, кои што исто така не поддржуваат и име, тоа е троен проект со 3 партнери, ние имаме тука сем дело што е за расадникот, имаме дел кој што е за нови машини за во рамките на нашето производство во рамките на фабриката. Со тие машини ние ќе имаме поефикасно производство, ќе намалиме расходите, на тој начин ќе добиеме повисок квалитет и ќе може да обработиме повеќе лешник, бидејќи едно од барањата на нашите клиенти е поголема количина на производ кој што го бараат од нас, а кој што ние во моментов не можеме да го доставиме заради недостаток на машини и недостаток на производ. Нели, се уште во Македонија малку се произведува лешник. Тоа е првата работа. Следната работа која што е вклучена во рамките на проектот е механизација за самите насади, кај што земаме нова механизација која што ќе ни овозможи полесен начин да ги обработуваме со помалу расход. Сега многу важниот дел тука што би сакал да споменам е делот со намалување на енергетската ефикасност, намалување на она што значи загадување на природата. Значи ние инсталиравме фотоволтаична централа која што веќе е поставена во рамките на проектот. На тој начин ние ќе користиме сопствена енергија во најголем дел за нашето производство и остатокот ќе ја продаваме на слободниот пазар. Дополнително од остатокот од лешникот ќе инсталираме машини кои што ќе прават пелети за грејење од она што значи од лушпата на лешникот, од тоа што до сега го фрламе на нивата за да се компостира. На тој начин ние ќе имаме дополнителна вредност создадена од самиот лешник. И ние планираме тие палети да бидат првично достапни за нашите партнери земјоделци кои што соработуваат со нас на некоја поволна цена за да создаваме дополнителни партнерства со нив. Многу работа и силна волја е тоа на Бошко му ги отвори вратите за пласман на неговите производи на европскиот пазар, рамо до рамо со големите европски трговски компании. Според она, јас што сум го истражувал до сега, ние сме мала земја и ние не може да се носиме во производството со големите производители. Без разлика дали е тоа жито, например, ние не можеме да се носиме со една Србија или Украина, дали е тоа лешник со една Турција. Но ако ние произведуваме врвен квалитет, како што е EU органски квалитет или биосвис за швајцарскиот пазар, тогаш веќе ние можеме да најдеме една ниша каде што ние можеме да бидеме многу добри, ние имаме се уште добра природа, заштитена природа, имаме добра перцепција од страна на клиентите во Европската унија и во Швајцарија, а дури и од Блискиот исток за земјата, бидејќи сепак перцепцијата е многу важна. Тие веќе клиенти избегнуваат да купуваат производи кои што се произведени во Турција, во Кина и така натака, затоа што ги сметаат за небезбедни, несигурни, без разлика на сертификацијата, а од друга страна, производите произведени на територијата на Европа веќе се фаворизирани. Дополнително тоа е во рамките и во склоп на стратегијата на Европската унија за европскиот European Green Deal, нели, зелениот договор, кој што предлага да се произведува храна на европско тло. И сега едната од стратегиите кои што се гледа од Европската унија е сем намалување на климатските промени е и важноста на производството на храната. Ние работиме, нели, заедно со Европската унија, заедно со нашите партнери исто така од Швајцарија, со Халба, со КОП, со име локално тука, со ГИС во Германија и во Македонија и со нив заедно работиме за да ги исполниме дел од тие критериуми со цел да можеме да продолжиме да продаваме на европскиот пазар. Но сепак тоа е невозможно ако работиме само ние. Ние се соочуваме со голем број на препреки, без разлика дали тоа е во институции, во определени елементи кои што не можеме самостојно да ги надминиме, но не се откажуваме. Веруваме дека со сериозен ангажман, со многу работа, со многу
труд ќе успееме и тие да ги надминеме и да продолжиме да работиме силно и овој бизнис да продолжи да функционира и можеби во иднина дел од моите деца, некои од моите деца можеби ќе го наследи ќе продолжи да работи, ќе има интерес. И приказната за намазот од лешници не ќе да е цела, ако тој остане сам. Затоа Бошко прави се за да се обединат и останатите производители на лешници, да соработуваат и да се вмрежат, а потоа да имаат и добра стручна обука на нови генерации, идни одгледувачи на лешници. Нашата идеја е да се развиваме не само ние, но да се развиваме заедно со нашите партнери кои што се исто така производители на лешник, затоа што сами не можеме, а заедно со нив би можеле да одиме на европскиот пазар и на светскиот пазар, бидејќи ние имаме многу квалитетен лешник во Македонија, го произведуваме по многу високи стандарди, без користење на никакви хемикалии, по органски начин и биосвис сертификат. Тоа е нешто што ние, иако Турција произведува 75% од целиот лешник, ние имаме подобар квалитет од нив. Сега се надевам дека во иднина ќе имаме и доволен квантитет. Во овој момент, например, ние продаваме во Швајцарија некој си 0,1% од целата побарувачка на Швајцарија за лешник. Идејата е понатаму да стигнеме до некои 5% од побарувањето во Швајцарија, а нашите капацитети тука да станат регионални капацитети, не само за Македонија, него да се работуваме и со земјоделци од Албанија, од Србија, од Косово, кои што би носеле тука свој лешник и кои што би го преработувале и би го пласирале на европскиот пазар. И би споменал дека во рамките на овој проект имавме многу интересна можност да посетиме саеми во Обединетите Арапски Емирати, каде што за прв пат исто така успеавме да пласираме наш продукт, што е многу добро, сепак бидејќи таму барањата се многу високи. Значи идејата ни е понатаму компанијата да се развива сем во најдел на производство и продажба, него да стане и центар, хаб, кај што ќе можат млади луѓе од секаде од Европа да дојдат кај нас во Македонија и ние да споделиме едно добро искуство со нив и на тој начин сем што ние споделуваме искуство, добиваме и партнери, млади луѓе кои што во иднина можеби ќе станат и наши соработници на различен начин со нашата компанија. Така што го гледаме и во тој дел развојот каде што би станале еден хаб кај што би доаѓале млади луѓе тука и да учат и да работат. Успехот на Бошко ви го раскажавме за ум, затоа што ова може да биде и токму вашата приказна. Во селото Курија, близу Неготино, е сместена мала и модерна винарија, Вардарска долина. Основана е во 2000 година, но со производство на свој винарски брендови започнува во 2006. Денес оваа винарија има сместувачки капацитет за вино од 1,7 милиони литри. Наташа е жена предприемач и собственик на Вардарска долина. Својот развој, но и најсовремената технологија ја обезбедува со користење на ИПАРТ фондовите. ИПАРТ фондовите ги во текот на нашиот развој, на сите наши инвестиции, ги користевме во повеќе наврати. Земјоделска механизација, машини за производство на вино и слично, меѓутоа најголемата инвестиција досега, наша, што е во која се искористени ИПАРТ фондовите, е новиот објект овде, кај што сме сега присутни, кој што има голем вински подрум, има голем сув и темпериран магазин, има сала за дегустација каде што може да се дегустираат вината од нашите гости, современо опремен со сите модерни технологии, така да тоа е последната наша инвестиција. Винаријата ја негува традицијата на овие простори за производство на вино и е вистински амбасадор на земјата на европскиот пазар. Ние излегуваме на бројни манифестации и настани, претежно во странство, бидејќи таму ги пласираме нашите производи во 90%, и на сите наши клиенти, на сите наши посетители им кажуваме од каде ние доаѓаме, од една прастара, сончева земја, во која што и да посееш, ќе никне вкусен плод. И ги запознаваме нашите клиенти со спецификите на нашата Македонија, за да бидат свесни од каде такви убави вина може да потекнат и да се произведат. Брендовите кои ги создава ги пласираат претежно на европските пазари, а нивниот квалитет не само што е препознаен, туку е и наградуван.
Имаме многу награди и признанија во текот на нашето постоење. Најпоследните се од минатата година, каде што добивме на Мундус вини за Вранец, Каберне Совиньон, Темјаника златни медали, за Грашевина добивме сребрен медал, на Конкор Мондијал добивме за Гевурцтраминер сребрен медал, на Open Balkan на виновизијата што беше во ноември минатата година добивме златен медал за Траминецот и можеме да се пофалиме со добро оценувани вина. Многу работа и уште повеќе работа, инвестиции, креативност, ангажман на секое поле. Винскиот бизнес е многу голем и многу конкурентен. Кога работите во него, мора да следите се што се случува на секаден во светот, за да бидете и вие во чекор со тие случувања. И секогаш треба да извадите нешто што е специфично за вас, нешто со кое што може да се издвоите од конкуренцијата, бидејќи вината си бараат не само да бидат квалитетни, туку си бараат и дизајн, изглед, кој што ќе го привлече вниманието на потрошувачот и така се трудиме да бидеме што поконкурентни на европскиот пазар и на светскиот, да кажем. Ризов е нашето фамилиарно име, ова вино е произведено во 2013 година и тоа е, да кажам, наш фаворит, бидејќи веќе е архивско вино, меѓутоа има прекрасни карактеристики, секој што го пробал се воодушевил и мислам дека и за мене моментално е ова фаворит. За квалитетот на вината и нивниот специфичен вкус, баран од европските винарски сладокости, се грижи енологот Лазе. Па тука се прави последниот стадиум од лежувањето на вината, во е само почетокот, просторијата е изградена за многу повеќе бориња, како што кажаме, че треба тука неколку генерации да се исполне просторот. 10 години сум тука на оваа работна позиција. Ово е последната финалната фаза од доловување на некој така по-специфичен квалитет, на повисок квалитет на вината. Специфично е тоа што грозјето и виното се направени на иста локација, тука во село Курија, Неготинско, кое што си има свој тероар, свој начин во своји еколошки услови грозјето правено и се трудиме да направиме вина за сите конзуматори, меѓутоа вината гледаме да бидат на по-висок алкохол, помоćни, поструктурни за одлежување. Имаме шардоне и ќе имаме после дегустацијата ќе решиме што ќе правиме, дали ќе ги пуштаме одделно како сорти Каберне, Вранец, Мерло или па ќе направиме еден бленд со сите заедно. Дојдете, повелете, поминете еден ден во Вардарска долина. Вкусете искуство, традиција и љубов преточено во вино. Осум и пол. Еден. Два и три. Што правиш бе во тестрезо? Мерам за бавчава. За каква бавчава? Бавча за солј. Ке садам солј. Стоја ли ми го даде ти ова мене? Слушај ме вака се. Нашава земја преува пасишта. Стока, се живо и диво имат, од гледвиме преува работи. Добро. Што ни фали, Стевче? Солј. Ни фали солј. Носиме солј од ваму, од таму, од странски држави, царини, ја преплаќаме солјта. А наша солј неаме. Зато ќе си посадиме. Што викаш? Посадиме солј? Да. Па добро, не знам, што знам. Мислев логично. Така, шекеров ти расти од земја. Расти. Следствено, и солјта треба да расти од земја, така? Па не знам сега, шекерот е плако, е солено што. Иста работа ти е, нели фрлеш зрнце пченица за да излезе пченица. Ова ти е исто. Фрлеш солј, поситна солј, расти крупна солј. Добро. Ајде да посадиме солј. Ајде. И после ти фати таму, јас од овај навака. Ајде. Ајде, 3-4.
Абе, па те стрезо? Само ставај појке. За да фа. Па те стрезо? А? А ако не се фати, што ќе правиме? Слушај, сега ти мене, немој да ми кобиш на рака овдека, ако не се фатео. Па не знам, прашав само од кај. Нема ми окреваш притисоков бадијава. Не ти окревам ја притисокот, од солјта ти е кренат притисокот. А ти се чекај, ба, сега е ви што е тешка артилерија. Вака. Па да ја така што ќе се мачам јас. така. Де. Така, леле, ќе порасните и солј. Слушај, ако излези ситна солј, ќе крстиме по тебе. Стефанова солј. Ако излези крупна по мене, Стрезова солј. Ти по тебе Знаеш што ми крупната. текна пак друго? Мојме да ја вапцаме, море и розева со цвекло. Хималајска солта, најскапа е. Лел. Опа, па, Ќе пишеме хималајска стрезова. Ајде вака да си порасниш. Ајде. Ајде, зубазарно. Ајде вака, и сега не цапај кај што имаш стадено, Е, па, зашто ќе сега згажи нема да излези. Памти кај фарляш. Е, не. Ајде така. Нема ништо. Ништо нема ти излезено од солјва што ја сеевме. Сушна годината се поводи. Нешто утнавме нешто. Читав јас во сите енциклопедии, убаво си кажи, за солј требало поќе вода. Па таа бе солј пиет вода солј многу. Ти кој ќе се пресолиш со хамбургерон, не пиеш вода? Исто и солјва. Ам што не кажа ти дека треба вода? Ништо. И плюс ти реков, помини, исплевија ова требава, му ја земат силата на солјва, немој да излезит, види, се да тревиш имаш оставено. Па испанов ја крив се. А кој е крив? Помлаци, појќе имаш време. Не можам јас возим, мамо вози таму. Шубав план имав да ти кажам на искрено. Шо план бе, ајде. План имав да направам море од солј да земам и да клам везеро. И да направам езероно море. Браво! И после тоа со ова драпат програмава, пак ајде, ќе нешто ќе направиме Ја, па она тебе да школки слушам. фарми за школки. Кој фарми, бе? Тополи море ќе направиме. солј да садам и ја будал. ресторанче море. Лежалка 200 евра. 250 море. Убајна, горе 250. скијачки Охридте терени. на море, овако. тоа чекате Па, вие само. Охрид на море што после тоа ќе направиме една Среќа, марина. ба те стрезо на туризмов, што Охрид на море не излегува. Абе, убаве, значи ништо не ти се погоди. Ниту една идеја моја Туристите, не знаеш сакаш што ќе значи, бидат? да ја прифатиш. Сиромаштија, ти кажам.